Добар ден, професоре. Кои фактори мислите дека придонесуваат за оваа промена во јазичната преференција кај учениците? Добар ден. Викате кој ги забележува. Вие ако сте забележали, секој забележуваме и ние. И прашањето би било дали забележува. Забележуваме всушност сите ние и како оди зборувањето, говорот во неформална ситуација или во формална ситуација. Што значи тоа формална, неформална, или сега објаснувавме начас. Од јазикот генерално е во две форми се јавува. Во официјална и во неофицијална потреба. Во две пројави фактички да рекаме. Сега ние тука во училиштето мора да го употребуваме македонскиот литературен јазик во официјална потреба. Тој е официјален јазик уште од 45 година во низа институции, задолжителна форма, нормиран со граматика, со правопис. Тоа се јавични законитости кои што ние задолжително мора да ги почитуваме при зборувањето, при ортоепијата и при пишувањето. Тоа е во образованието, во администрацијата, во науката, во книжевноста веќе, во литературата, иако таму има поголема флексибилност. Има поети и писатели кои што не само што употребуваат дилектизми, да речеме како Петар Мандреевски, Живко Чимби и така натаму, во ситуација кога веќе има нормиран македонски литература, тука и поети кои што се пишуваат на дијалекти. Сакајќи при тоа да видат сликовите и така натаму, како Ристо Јачев, например, кој што има стихозбирки пишани на неговиот родноукраински или јазички говори, или саме Жерновскиот поет кој што рано почина и така натаму и така натаму. Но ние сега зборуваме за јазик, за литературниот јазик кој што е и во книжевна потреба, кај што викаме дека има можност за флексибилност во таа смисла и јазикот особено на медиумите. И сега кога станува збор за тоа што го забележувате, вие веројатно се однесува баш на медиумите и на потребата на литературниот јазик во неформална комуникација. Во кои контексти или ситуации забележувате дека учениците почесто користат англиско наместо македонски јазик? Да речеме, дури кај учениците, кај овие помалите ја забележуваме, да речеме, дури тие плачат и испуштаат крици на англиски јазик. Тоа е влијание од овие медиуми, како што кажам, цртаните филмови, интернетот и така натаму, гледаат видеоигри на англиски јазик и така натаму. Иначе сега викаме англиски јазик е доминантен јазик, тој се наметнал како меѓународен јазик и има наплив на збори од англискиот јазик, како викаме сега како неологизми. Ама работи во тоа што и тие збори од англискиот јазик не заменуваат соодветни збори од македонскиот јазик за да делуваме модерно, туку дури и збори од францускиот јазик, кои што се веќе многу од домакините во македонскиот јазик. Например, генерално викавме сцена, бина, плато и така натаму. Сега наместо сцена, што е од француското сцен, има стейдж, така ли? И наместо да се каже зад сцената, дури има една емисија вика бекстейдж, така, оти да не биде зад сцената. Или се враќаме сега во бекстейджот, па некој вика, кој работи на твојот стайлинг, на твојот изглед, веројатно, на твоето облекување и така натаму. Има наплив и тоа изнасилени збори од англискиот јазик и во сите сфери, особено во модата, во економијата, во политиката и така натаму и така натаму. И особено викаме дури помалите дециња, тоа дури го доживуваме како некој деформитет во здравјето на децата, да се плаче не на мајчинскиот јазик. Ние знаеме дека првата комуникација на бебето со светот е детското плачење. И вика мама и така натаму. А сега веќе тие плачат на англиски јазик. Дали постојат иницијативи или програми за промовирање на употребата на македонскиот јазик во образовните средини? Јас мислам дека не постојат никакви иницијативи. Дури има една неформална група на чело со еден наш професор, Людмил Спасов, за употребата, тоа што е законска обврска за употребата на македонскиот јазик во сферите на живењето, во сите сфери, ама нема никаква ниту иницијативност, ниту акција. И би рекол дека македонскиот литературен јазик веќе во средините кај што треба да биде задолжителен, веќе станува на еден начин разводнет и така натаму. Не би рекол дека има некаква иницијатива во таа смисла.
Јас сега апелирам и до моите колеги, јас сум 30 години веќе тука, генерално, на часовите барем, да се случиме со македонскиот, а секој, викам, на часовите барем. Значи, никој од нас не се служи во приватната кореспонденција или неформалниот разговор со литературијаци. Но тоа што е наша задолжителна законска врска да го спроведуваме, кога станува збор за јазикот. Дали мислите дека оваа промена во јазичните преференции е привремена фаза или е показател на поширока општествена промена? Не само што не мислам дека е привремена, туку мислам дека се продлабочува. Ете кога еден јазик се наметнува, како што е англискиот јазик сега, така не би рекол насилно наметнување, ама сега гледате тоа наметнување насилно по секоја цена. Така, би рекол. Еве да речеме кога влегувале во употреба многу технички средства или општествени именувања, општествени ситуации, односи и така натаму, доминирал овој францускиот јазик. Но видите, тоа не бил еден изнасилен процес. Значи, ако имаме ваква клупа, а не е клупа, е биро на француски. Ако имаме некој технички уред за подгревање или за варење на кафе, тоа е решо. Не сме имали решо пред тоа. Значи, предметот името доаѓа од решото. Имало телефон, да речеме. Сега гледате мобилен телефон. Фиксниот телефон. Значи, тоа е исто така комбинација од франски теле што значи жица, и фоне на грчки што значи глас. Или генерал, или литература, или култура, или депо, или ателје и така натаму. Значи, тоа се нови предмети или појави кои што се именува со зборот кој што понастатие во јазикот од кој што доаѓаат или од средината од која што доаѓаат. И сега викаме зошто не сцена, ако веќе има франски збор, туку стејдж по секоја цена. Иначе има и зборови кои што биле неологизми, ама биле од привремен карактер. Например, во 40, 45, 50 години, како нови зборови неологизми кои што се инфилтрирале, биле зборови од руската терминологија. Тоа е периодот на реал социализмот, да речеме, како што се, например, бригадир, ударник, и така натаму. Значи, од таа социалистичка терминологија би рекла. Значи, тоа го носи времето. Значи, уште едно ќе кажам, не мислам дека ќе стагнира тој процес, туку дури и ќе се изнасилува уште повеќе. Кој е следниот чекор за нас како млади ученици и воопшто македонци, како и вашата улога како професори во нашата држава? Да. Значи, видите, јас воопшто не мислам дека македонскиот јазик на овој начин е загрозен. Тоа е што ме е во официјална потреба, што се создаваат книги. Значи, јас сепак мислам дека вие како млади луѓе или како генерација кои што треба да го негувате македонскиот јазик, пак ќе речам да го владеете. Кој ќе спаднете на медиум, да речеме. Да го владеете. Јас затоа постојано ве коригирам во акцентирањето, во правоговорење и така натаму. Значи, единствено чајере, турцизам, прекрасен турцизам, а македонскиот јазик патен да кажам дека има околу 3500 перфектни турцизми. Некои од нив се незамеливи, а некои се убав стилски берег на нашиот говорење. Даваат убав стилски ефект кога зборуваме. Значи, тоа е единствено, преку задолжителното, значи, по секоја цена, ние сите да го употребуваме македонскиот литературен јазик, седно дали предаваме физика, хемија, математика, биологија, хемија и така натаму, во школството, и со читање на литература. Не мора од македонски автори, но на македонски јазик. Значи, секако литература и на од македонски автори. Сега ќе кажеме околу таа работа, се зборуваме стилистика, нели? Да кажеме дека, речеме, еден наш голем поет, добитник дури и на Златниот венец на Сушки вече на поезијата Матеја Матиски, препејувајќи поезијата, например, на големиот шпански поет Федерико Гарсија Лорка, вели дека при незиниот препев на било кој јазик, таа губи околу 50% од 100 од незината обавина. Значи, јас би рекол дека јас имам четено, да речеме, превод на романот Пиреј и на хрватски јазик. Не велам дека преводот, хрватскиот превод нема врска со македонскиот оригинал, но велам дека губи од својата стилска убавина барем 50%, ако не и повеќе. Затоа, значи, читајќи дела од големи македонски автори, врвни стилисти, како што е Петр Мандреевски, Живко Чинго, Драги Михайловски, Венко Андоновски и така натаму, Блаже Миневски и други големи стилисти, ние на тој начин и го обогатиме нашиот речник од автохтони, домашни зборови и истовремено имаме убави примероци за
добри синтаксички структури по јазикот и така натаму. Ама истото можеме да го примеме и со читање на дела на странски автори, ама со убави преводи на македонски литературен јазик.